Повелете прашања за новинарите. Вака, прво, како ќе продолжат преговорите ако бидете во притвор? Ќе дојдат во Идризово. Останатите председатели на политички партии. Односно во затвор шутка, истражниот затвор шутка. Дали е точно дека тајно сте преговарале со премиер? Тајни преговори нема. Меѓупартиско преговарање помеѓу сите политички партии на одредени нивоа и помеѓу двете најголеми политички партии од власта и од опозицијата постојат секако во посредство со меѓународната јавност, онака како што знае јавноста. Штом ќе има одреден резултат од тие преговори, веднаш ќе бидат соопштени на јавноста. Ако нема тајни преговори, ги демонтиравте медиумите, пошто имаше многу спекулации. Еве и сега ги демонтирам. Меѓупартиски договарања и преговарања постојат. Тоа го знае јавноста, тоа го соопштивме на секоја средба, на сите можни нивоа. Вклучени се сите партии во преговорите, секако со посредништво и помош на меѓународната заедница застапена преку амбасадите овде во Македонија. Имавте средба вие и представници на СДСМ со Груевски и представници на ВМРО. Дали имаше средба? Постојат средби на сите можни нивоа помеѓу СДСМ и ВМРО, помеѓу Заев и Груевски, помеѓу сите со представници на меѓународната заедница, заедничките представници помеѓу политичките партии. Стои на маса предлог за повлекување на Груевски во јануари, а министри од супервајзори од ноември. Предлогот кој што е лиферуван во јавноста не е точен. Повелете други прашања? Дали постои некаков друг предлог тогаш околу кој може да се очекува? Секако преговараме. Предлози има и од наша страна како опозиција, предлози има од страна на владеачките партии, предлози има и од страна на странците кои што се обидуваат да ги приближат нашите ставови и за тие сите предлози се преговара. Апсолутно, ние сме децидни во нашите ставови, од одстапки од одредени црвени линии нема, заради тоа што конечната цел е споделена одговорност, опозицијата да биде гарантор заедно со власта на регуларноста на изборите и само на тој начин ќе предизвикаме нормализација на институциите, враќање на корективите во општеството, а израз на тоа ќе биде полн легитимитет на победникот на изборите. Само тоа е возможно. Тие принципи до крај мора да бидат застапени. Али кога ќе биде наредната средба? Уште 17 прашања имате како диалог. Уште тоа. И денеска има средби, и утре ќе има средби. Договорено е до крајот на оваа седмица да завршат сите разговори и обиди за преговори и по пат на зелена маса да се стигне до договор. Повелете? Додека траат преговори, го гледате и демократскиот однос на Социјалдемократскиот сојуз наспроти односот на нашиот политички опонент. Оставаме јавноста нека цени. Додека траат преговори, секако нема да имаме објавување на докази и аргументации кои што ги поседуваме кај нас во партијата, но ако нема договор, ни стојат сите можни средства на располагање во демократски процеси кои што секако се исправени пред нас, се до конечно постигање на целта за која што сите се залагаме. Не. Ако добро разбирате, прво ќе бидат процесуирани до независниот нов јавен обвинител. Собраниската комисија ќе ги отвори случаите и дебатата за сите овие случаи може да биде отворена на сите можни нивоа. Ние ветивме целосно вистината за Македонија и таа вистина ќе допре до граѓаните во целост. Повелете? Какво е вашето мислење за Собраниската комисија за следење на комуникации вчера што беше во посета на ВМРО ДПМН го контролира ВМРО ДПМН. Апсолутно не очекуваме ништо од таа комисија. По устав и по закон, мнозинство во оваа комисија за надзор на УБК и Агенцијата за разузнавање е на опозицијата и доаѓа на предлог на опозицијата официјално и председател на таа комисија е на предлог на опозицијата. Тоа не случајно, така е предвидено во закон, за да има контрола, како што треба да има контрола.
Други прашања повелете? Не го признавате судството, дали ќе продолжите да доставувате документи до обвинителството? Еве вака, ние рековме дека трагата ќе продолжиме да ја оставаме за времето во кое што живееме и работиме. Ако не се поднесат документи и докази секој пат до обвинителство за се што поседуваме, за се што и во иднина ќе поседуваме, никогаш никој нема да одговара за ништо во оваа земја. А ако денеска имаме нелегитимно правосудство во Македонија, тоа не значи дека така ќе остане за веки веков. Токму една од борбите која што ја водиме, односно борбите која што ја водиме за една од целите е токму правда за сите, правично за сите, покрај слободата, демократијата и европските вредности генерално. Повелете? Господине Заев, ја искрено не ве разбрав. Сега вчера имавте средба со Груевски или немавте? Како и претходните денови, почнувајќи од понеделникот, се до крајот на седмицата, постојат средби на сите можни нивоа, во кои што средби сум вклучени јас како председател, е вклучен и Никола Груевски. На сите можни нивоа, со конец на цел да се најде решение, преку диалог. Ставот на Тито Петковски кој ве повика да не преговарате тајно. Тајни преговори нема. Преговорите се во духот на тоа што е објавено во јавноста, во тоа што е прифатено од сите нас заедно и токму на тој начин се вршат преговорите. На ваши високи функционери брефира дека нема средба, на крај искоче дека има. Средби постојат на сите можни нивоа, тоа го кажувам. Значи, ако мислите дека може да се седне на маса и да ја повикаме сите медиуми за сите детали внатре, нема зошто да седнуваме, оти не се постигнува договор така. Сето она што е ново, веднаш го споделуваме со јавноста, преку соопштенија или преку директни наши изјави. Преговори течат. Додека траат тие преговори, некогаш се случува втор тим на СДСМ, некогаш прв тим на СДСМ, некогаш трет тим на СДСМ. Тука се меѓународните представници, со нив преговараме директно, индиректно, сите можни начини на преговарање кои што постојат и во меѓународната пракса. Не, како што знаете, на одредени нивоа се вклучени и другите две политички партии кои што се застапени од албанскиот политички блок. Ако нема други прашања, ви благодарам на сите за присуството.